Умен си ти, Кадио. Умен! Чорбачи, да бев умен, не ке седев тука. Ке седев со големите, што се на врвот на црштината. Големите, а? Ама мал е мојот ум да го разбере тоа, Кадио, мал. Молчи е! Од грбата ми не Какво е тоа викање? Хасан! Хасан! Бојрум ефенди. Какво е тоа викање, бе? Што е таа гюрултија таму надвор? Падарот донесе некој човек, некој будала крадел кромит од нечија бавча, ефенди. Што крадел? Кромит. Кромит крадел. Кромит? Нека влезе. Пеки, ефенди. Значи, нема ред во црштинава. Кромит да се крадело. Еве го. Кој крадел кромит? Еве го овој Кади ефенди. Не сум крадел, Кади ефендо, не сум. Сузбе! Тебе ништо не те прашав. Каде е кромидот? Еве го. Еве го. Од каде го крадеше кромидот, а? Од мојата бавча, Кадио. Таму, горе кај вадата имам бавча. Лаже, Кади ефендо, не ефендија, не од неговата бабча. Ти да молчиш, сус! Збор да не чујам. Ајде, кажи како беше. Одам кај бавчата јас Кадија и го сретнувам гонета. И му велам, добар ден, гоне, и тој ми вели, Дал ти Бог добро. Така ми рече, што е право, право, така ми рече. И гледам да и саѓите полни со кромит. Му велам, кај си тргнал брегоне, а тој ми вели, сус сега. И ми вели, еве си бев до бавчата, кромит си наскоро. Добро, с Богом и си се разделивме. Јас на една страна, тој на друга страна. Тогаш една мисла ми дојде во глава. Ами, се сетив оти неговата бавча, и таму, горе, на другиот крај од селото. И си велам, ова е крадел од мојот кромит. Не бе, како негов кромит? Кај кој бе? Негов бил, кај кој е мој кромит са мој? Але ти да молчиш. И од тука јас Кадио право кај мојата бавча. И таму го наоѓам Цанета куциот. И Цане куциот ми вели, беше овдека гоне, влезе кај тебе во бавчата и си кубеше од кромидот. Вика, скокна преку плотот, погледна лево, десно, немаше никој и корни од кромидот. Гледам Кадио, што ќе видам? Стапки. Стапки, наатолкави колку неговите. А местото кај што корнел, растурка на земјата. Лажиш бе, лажиш, како е? Лажи, Кади ефенди, и тој лажи, и Цане лажи. Сус! Доста! И така, Кадио, Цане мене ми кажа оти овај крадел, стапките ги видов и јас веќе знаев оти кромидот што е во Бисагиве од мојата бавча. Тогаш вака отидов кај него, го грабнав. Доста бе. Добро бе, и го викна Падарот и го донесовме кај тебе. Каде е Цане куциот? Цане куциот ќе дојди, ама Лелие куц и треба побавно ќе дојди. Ајде побргу, доведи го тука. Пеки, Кади ефенди. Ајде, Цане, поборај.
Седи, Цанко. Ајде, Цанко, седи. Бојрум, кажи ми сега, Цанко, дали ти го виде овега како краде кромит? Идов кади ефенди. Лажеш бе, лаже Кадио, лаже суши. Жими здравјен. Цане, ако ме лажеш, тешко ќе си поминеш да знаеш. Жими здравјен, не лажам кади ефенди. Еве, ќе се заколнам во што сакаш дека не лажам. Јас бев таму, ама тој не ме виде. Лаже, лаже, Кој лаже? лаже Кади Ефенди, лаже. Како ме виде, како ме виде, да ме видеше ти, аз ке те видев тебе, како ме виде кога немаше никој, никој немаше. Јас, чорбаджи, бев кај големата врба. Горе, на крајот на бавчата. Тама ја свртив водата во мојата бавча, а реков малку ќе си прилегнам да се одморам, да починам поценка. Кога гледам, ко не иде. Иде, ама се така се располува наоколу. И по едно време, оп, ја прескокна вадичката. А јас саде си лежам, си трам и си гледам сеир. После, коне пак се разврти вака, се располи наоколу, гледа нема никој по патот, гледа нема никој во бавчата, го прескокна плотот, оградата, влезе во бавчата, си накорна од кромидов и добаѓа ги наполни, еве се гледа бисаѓиве. И си скокна преко ограда и си го фати патот за нагоре. Лаже, Кади, лаже и тој цане лаже, добро ме слузи. Ајде, Цанко. Што јас? Јас ништо, Кади Ефенди? Аха, сеир си гледаш. Да, Кади Ефенди, саде сеир си гледав. И кога дојде и ове се му кажав. Што е право, право е, ми кажа. И ништо друго не виде. Не видов чорбаджи. Го кажав тоа што го знам, тоа што го видов. А сега, Цанко, кажи ми, дали знаеш ти зошто Господ нас ни дал уста, а? Ајде бе, Цанко, зошто ни дал уста, не знаеш? Па ти... Знаеш, Кади Ефенди, ние сме прости луѓе. Ајде бе, знаеш керата, ајде знаеш, кажувај. Абе, зошто ти е таа устата под мустаките? Кажи. За да јадам, Кади Ефенди. Трици да. Доста, сус! Бе, мајка, да јадеш, а? Само за тоа ти ја дал Господ устата, а не ти ја дал устата да кажеш едно добро утро, добар ден на луѓе што ги познаваш, така ли е? Ако е така, зошто не каже едно добро утро на човекот? Па уште повеќе ти го знаеш човекот, требаше да му кажеш добро утро, па да го спасиш човекот да не направи некое злодело. А ти си седиш, сеир си гледаш. Убо, цар, убо. Кади Ефенди, сега ќе излезе дека јас сум крив затоа што тој крадел кромит.
Тој си е крив. Ама ти си уште покрив, бе, Цане. Уште покрив. Ако му прозбореше, па тој немаше да прерипа преку оградата, немаше да влезе во туѓа нива, немаше да корне тук кромити да направи лошо дело. Ке го спасеше од белја човекот. Тоа не е моја работа, Кади ефенди. Не била твоја работа, а? А да гледаш сеир, Цане, твоја работа е, а? Па, Цане, ако е таква работата, тогаш ти ќе си го платиш сеирот. Хасан, земи го Цанета, однеси го доле во дворот и удри му 20 стапа по газот на голо. Пеки Кади. Жити здравие, Кади ефенди, не наголо. На голо, како што кажав. Ајде. Аман, Кадио. Сане, Кади ефенди. Јас си го крив, затоа што тој краде. А ти бе, Копук, зошто го крадеше кромидот, а? Бе, не сум крадел, бре, Кади ефенди, не сум крадел, кроминот е мој. Сус, бе! Сус! Сус, молчи! Како не ти е срам по туѓо рака да пушташ? Срам да ти! Па ти не си толку сиромав, децата имаат што да ти јадат, па туѓо да земаш. Признај, Гоне, признај. Кој признава, полојна му се простува. Така Кади бабе? Така е. Што да признам, бе, чорбаджи, што да признам кога не сум кабајт, не сум крадел, што да признам? Абе како не си крадел? Не прај голема работа, Гоне. Одалеку се гледал ти кромидот не е твој. Овој кромит немој така, чорбај, овој кромит си е мој кромит, па од мојата бавча јас го искорнав. Сите знаат дека овој кромит е мој, ве види го ти, знаеш дека е мојот кромит, кажи бе дека е кромит мој. твој... Абе, како твој, бе? Абе, кај те сретнав јас тебе? Што те кажа? Кај мојата бавча те сретнав? Кај мојата бавча, твојата бавча е таму горе на целото, а јас те сретнав тебе по целото кај мојата бавча. Знаеш што си ти, бе? Што сум јас? Ти си еден арамијани заедно. Како не ти е срам да ме наречеш арамија? Јас овој кромит Кади ефенди си го направ од мојата нива. И јас сега си тргнав да си одам дома. Одејќи на кај дома, јас сега поминав покрај неговата бавча, оти јас до неговата бавча си имам и моја бавча. И си реков покрај лекичката, покрај бавчата и јас дома да си отидам, нели со бисагите со мојот кромит што си го направ од таа нива таму. Види, море, каква чест на кромидот му направи, па го рашета од озгора покрај твојата куќа до нивата. Па нели нивата твоја е до твојата куќа? Зошто го носеше кромидот до нивата на, како му беше име, на Јовета, а? Зошто не го остави кромидот дома, туку го шеташе по реката? Убаво си ја смислил ти ова. Како не ти е срам? Го слушаш ти како овка? И тој лаже, Кади ефенди, и тој лаже, и тој лаже, сите лажат, само јас не лажам. Го слушаш како овка? Го слушаш како овка? Да не те видеше, немаше да овка. Слушај, што и да кажеш, не ти верувам. Абе, верувај ми, Кади, верувај ми, еве, овие двете да ми не стечат ако те лажам, еве, и раката да ми се исуши, Кади ефенди, ако те лажам. Доста бре, Гоне, не се колни, ќе те стасаат клетвите. Признај си парно, Абе, што? Хасан, заврши ли со Цанета, а? Завршив, ефенди. Него си го лади газот онде во вода. Така е. Кога некој човек е не човек, треба да го научиш на човештина. А ти бе, како ти беше името? Гоне. Доне. Ке ја кажеш ли вистината или да те научиме на памет? Зашто гледам Хасан го чешаат рацете, а? Ама што да кажам, Кади ефенди, кога не сум крадел? Хасан, ајде, води го и удри му 20 одзади на голо, по газот на сред село.
Аман, Кади Ефенди, како сега насред село со гол, срамота? Не ме дава, чорбаджи. Кажи си, гоне на време, оти после ќе биди доцна. Ќе кажам, бе, пушти ме, ќе кажам. Хасане, остави го, ајде. Милост. Така е, кажи и не врти наоколу. Крадеше ли? Не сакав, и без да сакав, така, Како бе гоне не сакаш, а? Како така не сакајки го прескокна плотот, влезе во бавчата и скубеше од кромидот. Како бе гоне, а? Како де? И јас се прашав, ѓаолска работа, чорбаджи, кади, ѓаолска работа. Така јас се поминував од кај бавчата на Јовете, гледам кромид, како мојот кромид, ама гледам многу така кромидот, на многу на густо, ја викам ај да го расплевам, да го растргам малку, да го разречам. И така, јас го разречив, мислам, кромидот. И така, корнеше и дисагите ги полнеше. Така гоне, и то се вели разречување на кромидот, плевење на кромидот, така ли бе гоне, а? Абе, ја малку се занесов во плевењето и не знам што се случи, не знам зошто така, не знам. Бре, гоне, оти правиш вакви работи, бре, гоне. Ние, знаеш, оти за умен човек те имавме во село, а ти вака се срамотиш на овие години, оти вакви работи правиш, бре, за еден кромит да се срамиш, Оти, бре, гоне. Ајде де, Шо ајде, шо? Бавчата ти е полна со кромит, бе, гоне. Не знам што е работа, ама ѓаолска работа. Ете, ме најде мене ѓаоло да ме натера да влезам во туѓа бавча, ѓаолска работа, Ти знаеш дека добриот човек не треба да го слуша ѓаволот. Знаеш или не знаеш? Знам. Знаеш дека ако се слуша ѓаволот се оди прво во затвор, а потоа и во пеколот. Знам бе каде знам, ама ете се битна. Епа, за да не бидне и друг пат, сега јас ке те казнам. Ама немој, Кадио, немој за 2-3 глајци кромит, немој така сега. И за една главица, ако треба кражба, си е кражба. Па ете си, Кадио, јас си признав, вие рековте, ако си признаеш, полојна ќе ти се прости, си признав, Кадио. Па, затоа и ке добиеш помала казна. Слушај ме сега што ќе ти кажам и благодари му на Господа што станав милостив. Значи, вака ќе направиме. Кромидот што го украде, или ќе го платиш, или... Немам, со шо да го платам, бре, Кади Ефенди? Немам, Кади Ефенди, ти знаеш дека е, немам, бре, јас шо, па немам шо. Ти ли немаш, бе, ти ли немаш? Имаш и ќе платиш. Па сад има, па тебе ќе ти ги дам, јас ќе си држам за мене, за шо да платам, Кади ја, бе? за кромидов да... Како нема да платиш моје кромидот? За 2-3 глајци да платам, шо да платам? 2-3 глајци, 2 кила кромит има овдека, бе, цела бабча си ми ја отпро, бе. Ај трга го да виж дали има 2 кила. Или ќе го платиш, или 20 по грбот. Немој, Кадио, немој по грбот. Јас сум болен човек, ево од 2 одам јас. Крстот, знаеш ли колку ме боли, Кадио ќе се скршам на 2. Епа, добро. Ако не сакаш да го платиш, ако не сакаш 20 стапа по грбот, тогаш вака ќе направиме. Земи и целиот кромит тука пред мене да го изедеш. Бива така? Да. Размисли и пази што ќе кажеш. Што има да мислам? Ќе го јадам. Ќе го изедеш. Да. Седни пред мене и јади. Ќе го јадам. Кромидот е за јадење, да не го јадам. Кади Ефенди, да го лупам или со се лушпи? Без лушпа и без пашката, нека биде од мене тоа. Ајде, јади. Ете, ми го украде и сега и ќе ми го изеди кромидот. Доста бе ти. Кади Ефенди, може малку сол, а? Не може сол. Бре, гоне,
си. Абе, се ядело ли толку кромит, гоне? Ха? Јас од јадење не се плашам, ти го изедам. Убо, ти велеш да ти го земеш, а ти нечеш да го земеш. Šta, znaš ko će vidjeti komedom? Ne sveti Николаш. Абе, ај, не трескај глупости. Гледај си ја маката тука. Уште имаш лице и да зборуваш, а? Зошто да имам мака? Зошто да имам мака? Јас не отрепав човек како брат ти. Сус и јади. Ади ефенди, може малку лепче? Не, нема лепче. Малку ми љути, малку, така ми, а водичка тоа, водичка малку. Не. Не, а? Малку така, ме љути, ме изгоре малку тука, а? А, бре, гоне, бре, плати си како човек, бре. Малце се погоди људ Кромидов како газдава. Зашто си наседил бе толку људ Кромид, што не пробаваш од мојот Кромид? Еве сега тука ми жежи малку во нешто како со нож да ме бодна под лажичката, ама? Плати си, бе, будала, ќе изгориш, бе. Не, не, ќе го јадам и толку. Добро. Не мисли дека ќе ти кажам доста. Јади. Ово црвени оседеш. Абе, ова, пустинева крај нема, ама ќе го јадам, бе. Види, еве го, оп. На тоа требало да мислиш кога ги помнеше дисаѓите. Кај да знам дека овој проклетникот ќе ме види. Аман Калепенди, може малку вода, цела стака би изгоре. Требаше без водичка, ама ај нека ти биде. Хасан, дај му малку водичка. Со вода и баба ми знае вака. Знае, ами ако знаеш ти еве на проба, ајде, на. Не бе, ти јади си го? Аха, јади, па што јадиш ти си тогаш? Доста, бре, гоне, доста, бре, нема да ти остане за место за Кромидот, еј. Дури сега цел ќе го изеде. Не требаше толку да му даваш да пие. Не бе, нема да го изеде, глеј го. Нешто тука пак како да ме со нож некој тука под лажичката како жарче некој да ми клајал на меот. Викаш, викај, уште ни половина не си го изел. Не можам почекати. Не можам поќе. Не можеш, а? Не можам. Не можеш. Сега ќе го платиш. Да го платам, Ќе го платиш. нема да го платам. Како бе нема да го платиш? Нема да го платам, нема, еве. Ја гледаш ова, ја би ќе се исечам глата, да ти пари од мене не гледаш. Не сакаш да платиш? Не. Еми знаеш што те чека. Знам бе Каđo, знам, од чотек не се плашам, еве. Удрете, мавајте што сакате, јас по грбот на голо ако треба мавајте, ама не се плашам од чотек. Хасан, земи стапот и удри го 20 на голо. И силно. Гоне, плати си да ти е мирна главата, ќе ти изгори газот, еј. Удирајте! Ајде, Хасан. Земи стапот и удри го. Посилно. Хасан, право да, кажи му право да брои, право да броиш. Право ќе си бројам јас, не се ки. Полека бе! 4, Ау! 6, 7 бе! 7. А бре, ова е јак како магаре му е тоа грбот. Ќе издржи на голо требаше Каđo. 14, 15, 16, Подлубе, бабај! 17, 18, Добре, доста ме, ќе признам, доста, 20. Ќе признам. Најпосле му дојде умот. Хасан, доведи го ваму. Еле крсто,
Бачно влегува ум во тврда глава. Ќе платам кад ефенди, ќе платам. Ке платиш. Ти бе Јове, колку бараш за Кромидов, а? 3 гроша, Кадио. 3 гроша. 3 гроша за овој Кромид. Ами, тој што го изеде? 3 гроша? Ти имаш за земање. Јас тој што го изедов за казна. Ти беше кеф и си го изеде. Јас си ги сакам парите. Дебре, Јове. А вид, како може така сега на сета мака уште 3 гроша му бараш на човекот? Само трошок од чорбаджи, без печалба. Ами, ти да не ми го искорнеш овој Кромидот на пазар кој ќе го продадев, знаеш што пари јас ќе земе? Многу. Многу. Дај му 1 грош на човекот и да ве нема и двајцата, зашто стапот има 2 краја. Немој едниот да се сврти на кај тебе, Јове. Јасно? Ајде, да ве нема. А Кромидот? Што знаеш, само го зема грошот сега и Кромидот. Ајде, излегувајте. Овој грош на нос ќе ти го извадам така да знаеш. Море, јас тебе носот ќе ти го искривам, така да. Излегувај. Ашко сум Кади Ефенди. Многу убаво е заврши оваа работа. Од очите на Господа ништо не бега. И лагата, и кражбата, кога тогаш ќе си ги покажат роговите. Ашко сум бе Кади. Ашколс.